младите пратеници. Председателот на собранието е многу повозрастен и со подолг стаж, многу добро знае дека закон за работни односи треба да се гледа на некоја друга комисија, например на комисија за труд и социјала. Можеби тој закон што третира судство би требало да се разгледува и во комисијата за политички систем. Меѓутоа не во комисијата за европски прашања. И од тука доаѓаат реакциите од страна на опозицијата затоа што реагира исправно по овие неделовнички, односно некоректно однесување од страна на председателот. Понатаму во делот пета работа станува збор за декларацијата за Гоце Делчев, која што сите нас не тангира. Значи, одбивањето на ставање на декларацијата за Гоце Делчев на точка како точка на дневен ред, при тоа повикувајќи се на некакво деловничко правило, каде што требало да се преведе декларацијата, при тоа пролонгирајќи го рокот од ставање на точката на дневен ред, мислам дека е крајно некоректно да се крие некој позади албанскиот јазик, што е во најмала рака некоректно, да не продолжам понатаму. Значи, кочење на процесите. Шеста точка. Председателот на собранието самостојно замина во Украина. Ние тука сите заеднички изгласавме една декларација за Украина. Одењето во Украина, без земање на представник на опозицијата, мислам дека е некоректно. И тоа председателот многу добро го знае. Во делот на неговото објаснување дека овозможил во неговиот мандат да има квалитетен надзор од страна на собранието врз владата, мислам дека исто така не е исправно, затоа што пратенички прашања, односно седница за пратенички прашања, 6-7 месеци не се реализираше, да, имаше избори, меѓутоа исто така имаше пролонгирање на тие седници. Надзорни расправи не се реализираат, анкетни комисии не се реализираат, значи имавме страшни случаи во државата, каде што не се дозволи разгледување на овие состојби кои се случуваат во нашава држава. Благодарам. Реплика, председател Тала Џафери, повелете.